О Господи, јавися нам, благословен гради во имја Господне. Со молитва, благослов и традиционално закријување на лозјата по повод празникот Свети Трифун во Кратовскиот регион символично започна новата винска сезона. Свештеникот ги освети лозовите насади, а лозарите со првите засечени гранки ја најавија надежта за родна и успешна година. И благослови го во лозје, запази го од секаква ѓаволска злонамерност и од подмолност на зли луѓе, направи го да принесува навреме плодови. Во лозјата на винаријата Монтеко годинава акцентот е ставен на развој и проширување. Покрај постоечкиот насад од 5,5 хектари Каберне Совињон, винаријата располага со над 30 нови хектари лозја со разновидни сорти вранец, со што значително се зголемуваат производствените капацитети. Винарија Монтеко во текот на минатата година инвестираше во најсовремени насади нови, во каде што на тие насади засадивме повеќе нови сорти на вина, кои што дополнително ќе го збогатат портфолиото на винаријата. Таму се работи за повеќе како бели, така и црвени сорти на грозје, како што се Пино Грижо, Совињон Бланк, имаме засадено и количини на вранец, мерло и други. Паралелно со работата на лозје, винаријата активно го засилува и своето меѓународно присуство преку учество на водечки европски вински саеми. Винаријата Монтеко во текот на 25-та година учествуваше на престижни интернационални надпревари, вински надпревари, каде што секое наше вино доби, квалитетот на вината беше препознаен и секое вино доби награда. Можам да ги издвојам вранецот, кој што се закити со 6 медали. Исто така Филип, нашето куве, кој што исто така има освоено 6 награди на тие надпреварувања. Ние се трудиме да го одржуваме тој премиум квалитет на нашите вина. Исто така даваме напори да бидеме застапени, да бидеме присутни на сите интернационални саеми за вино. Минатата година посетивме повеќе саеми, како што се саемот во Германија, саемот во Париз. Исто оваа година престојните саеми во Германија секако ќе ги посетиме, како и саемот во Варшава, во Полска, каде што ќе ги презентираме нашите вина и каде што исто така очекуваме позитивни коментари од најголемите светски познавачи. Од мала семена винарија Монтеко прерасна во вистинска винска империја со над 40 хектари лозови насади. Ова закрување денеска ќе биде почеток на уште една плодна година, а амбицијата на винаријата е да достигне и над 200.000 литри квалитетно македонско вино со кое ќе се освојува светскиот пазар. Закријувањето не е само традиција, туку почеток на нов циклус, завет на лозарите, дека и оваа година од оваа специфична вулканска почва на 600 метри надморска височина, од плодот ќе потечат најквалитетните капки вино. Во секое засекување на лозата се крие искуството на генерации, но и визија за модерно производство и нови пазари. Со спој на традиционалното лозарство и современа технологија, Кратовскиот регион се посигурно го гради своето место на винската мапа. Мирјана Давидовска, Сител телевизија.